Мислам дека пречестото користење на фразата дека инвестираме во човечки капитал е некоректно, затоа што инвестициите во човечки капитал се долгорочни, даваат ефекти на долг рок, не на краток рок. Тоа се инвестиции во образование, во подобрување на здравствената заштита, инвестиции во рамките на самите предпријатија за стекнување на квалификации од страна на лицата кои што веќе работат и така натаму. Овој буџет, како што е сега скроен, одстапува од една тенденција на подобрување на структурата и потреба на буџетите кај нас, да има повеќе развојна компонента, а помалку да се наменуваат средства за тековни расходи. Имено отидено е во друга крајност, во неспособност да се реализираат капиталните инвестиции, кои што владата на Социјалдемократскиот сојуз, како што гледаме, не може да ги реализира и тој процент на реализација да надмине 50%. Средствата што не се вложуваат во инфраструктура, не се вложуваат во изградба на нови училишта, адаптација на болници, клинички центари и така натаму, популистички се наменуваат за тековни трошења, за плати, пораст на платите во администрацијата, пораст на платите во разни дејности, за социјални издатоци, имено ове се потреби кои што треба да се задоволат за голем број на граѓани во Република Македонија, ама зголемување на пример сега на средства за социјална заштита за цели 140 милиони евра како што е предвидено за во наредниот буџет, тоа значи дека владата се подготвува во жртвувајќи ја и днината на развојот на економијата на Република Македонија, дури на развојот на земјата, од популистички побуди да ги подкупува гласачите.